Институт за јавно здравје ги заврши своите анализи на загадената вода од Гостивар. Сега тие резултати ќе бидат во рацете на обвинителството, кое што ќе треба да испита зошто и кој е одговорен за ваквата состојба со која што се справуваат гостиварци последниве неколку дена, односно имаат вода од градскиот водовод која што не е за користење за речиси ништо, односно не е ниту за пиење, ниту за миење, ниту за капење, ниту за миење продукти. Како што соопштија денеска, како што дојдовме ние до неофицијални информации, во водата од 4 примероци кои што биле испитани, во 2 биле пронајдени фекални колиформни бактерии, додека во еден од примероците зголемено ниво на хлор во водата. Како што кажа директорката на Институт за јавно здравје Марија Андоновска, таа не може да ги потврди овие информации, бидејќи анализите кои што ги вршеле ИЈЗ биле по барање на обвинителството, па за да може да кажат детални информации треба да добијат дозвола од таму која што се уште ја немаат. Марија Андоновска кажа дека тие со својата работа започнале во четвртокот, некаде во попладневните часови, кога добиле барање по мејл од обвинителството да биде извршена анализа на водата во Гостивар. Тие веднаш за еден час се екипирале и својата работа, односно примероци мостри биле земени уште во петокот наутро. Како што кажа Марија Андоновска, тоа било најбрзо што може да работат вработените во ИЈЗ. Кажа дека тие ќе продолжат со својата работа и во текот на наредниот период со цел да се испита целата оваа состојба со која што се справуваат гостиварци. Да слушнеме тука дел од изјавата на Марија Андоновска. Ние практично и пред прогласување на епидемијата ги имаме направено сите оние работи што треба да ги направиме кога ќе биде прогласена епидемија. Прво, имавме во моментот комуникација со сите надлежни институции и координација на дневна основа постојано во секој час. Понатака беа презентирани одредени мерки и препораки до граѓаните и понатака третата работа е дека продолжуваме со контролите. Значи, истите работи, да бидам попрецизна, што треба да ги направиме по прогласување на епидемијата, ние ги направивме пред време. Пред да биде прогласена епидемијата, знаејќи ги сите ризици, ние ги имаме превземено сите останати мерки. Како што спомнав, денеска ќе бидат дадени резултатите на јавното обвинителство, бидејќи на нивно барање целата оваа истрага. Последниот период во Гостивар драстично е зголемен бројот на луѓе кои што имаат симптоми на стомачен вирус. Поради тоа е зголемен е притисокот врз работата на гостиварските болници. Како што кажа министерот за здравство Сашо Клековски, последниот период, односно последниве денови направени се 3100 медицински контакти поради новонастаната ситуација, од кои што 4 лица се хоспитализирани, меѓу кои 3 возрасни и 1 дете. Како што кажа Клековски, во моментов нема проблеми со работата на Гостиварската болница и Гостиварскиот дом за здравје, велејќи дека тие продолжуваат активно да работат со цел откривање на сите проблеми кои што ги имаат пациентите во овој град. Да ја слушнеме изјавата на Клековски на оваа тема. Кумулативно во општата болница се први контакти 1750, во здравствен дом Гостивар 1392, значи приближно 300. Од здравствениот дом во општата болница се упатени 285, така да може да имаме прекопување на бројките. Домашна посети, итната медицинска помош има 112 реакции. Во моментот хоспитализирани имаме 4 лица, 3 возрастни и 1 дете. И имаме еден случај во клиниката за инфективни болести кој сам се пријавил, бидејќи во основа работи во Скопје. Формални пријави за заразни болести имаме 140, а епидемиолошки анкети до овој момент имаме 81. Владата активно следи состојбата со загадената вода во Гостивар, која што гостиварци не треба да користат за било што во овие моменти. Како што кажа директорот на службата за заеднички општи работи на владата, тие се во комуникација со сите надлежни институции, а за гостиварци да може да се справат што полесно со овој проблем, владата обезбеди и за сега најмалку 50.000 литри вода за гостиварци на дневно ниво, но таа количина може ќе биде изголемена доколку така покажат информациите и
потребите на граѓаните на град Гостивар. Да ја слушнеме изјавата на Томовски околу плановите на владата, односно она кое што владата го има како план за справување со оваа криза на гостиварци. Денеска првиот ден кога стартуваме со 50 литри, зависно од тоа колку ќе има потреба во текот на деновите, и ако има потреба ќе се зголемува количината. Конкретно денеска можам да кажам дека во текот на денот ќе бидат доставени 3 шлепери и ќе има стартува ево понеделнички ќе има 76 тони вода, значи 76.000 литри. И да, не се исклучува од можност доколку има потреба и цистерни ќе се обезбедат, населението да не биде загрижено. Се што е потребно како влада ќе направиме и ќе обезбедиме се што е потребно за непречено функционирање. Поради состојбата во Гостивар, денеска состанок одржа и Комисијата за заразни болести, која што ќе даде совети до граѓаните како да се справат со оваа ситуација. Владата, како што кажавме, веќе активно ја следи целата ситуација во Гостивар, поради што е прогласена и епидемија во овој град од текот на вчерашниот ден, поради тоа што поголем број граѓани се пријавени дека имаат симптоми на стомачен вирус. Портпаролката на владата Марија Митева кажа дека владата активно продолжува да работи на дневно ниво и транспарентно ќе бидат информирани граѓаните околу тоа каква е состојбата во Гостивар и каква е водата која што треба да користат или да не ја користат гостиварци. Се разбира, чекаме подетално што има во текот на денот и подетален извештај околу состојбата во Гостивар најавувам во следното информативно издание во 17 часот и 30 минути.